Веќе ги разгледав некоја алтернатива за Windows и налетав на еден оперативен систем што по сликите што ги гледав наликува некаде на Windows XP, Windows NT 98-95. Сега не го инсталирав, ама ај вака нешто по овие сликите ќе разгледаме. Ево го инсталационниот екран. Значи, синава позадина, беливе букви. Стварно мава на оно што се пава кога се инсталира XP-то. Еве ги буквите. Значи, Enter, R за repair, E за гледање, F3 за исклучување. Сега генерално не знам дали беа скроз истите букви, ама тука се негде, пошто немам XP одамна инсталирано. Друго, еве ги овие, за партиција, за екстензија, за креирање логичка партиција, значи скроз интерфейсот е таков. Еве го за форматирањето, конфирмот. Па видете дури жолтата линија, бе човек. Стварно наликва. Еве ги бутладарите и така натаму. Шо има? Еве install devices. Добро, сега овде не го кажува на со сино и зелена линија што се палнеше, ама генерално наликва инсталационниот процес. Еве го јува со Next, например. Интерфейс има како што ќе се инсталира некоја Windows програма, да речеме. Тимна организација. Шо е ова? За администратори пасворди во Windows XP туку имаше временска зона. Добро. Еве го почетниот екран. Значи, гледајте се. My computer, my documents, network places, recycle bin, application manager, дури command promptот го има. Еве друго, значи стварно личи на Windows XP, видете се овде. Ова линијата, значи класичната тема. Од 95-ката, 98-ката, мада и во XP имаше класична тема, да се ви постави овој старт. И прочитав дека програми од Windows дури можеле да се извршват на овој оперативен систем. Поне ми се тестирано, но можно и да му направам некоја инсталација и да го истестирам како ќе функционира. Ајде да видиме нешто што каже овде. Вели дека е пишан во C и C++, дека личи на Windows, направен бил во 1988 година, мај 1998 година, последно било во 2020, ама мислам дека последната верзија му е во 2021 година, барем така мислам. Сега ќе проверам. Не пиши овде. Може и со LiveCD да си го спуштите, ако сакате така да го тестирате, да не го инсталирате, за да прочитате дека е со MBR. Ајде да видиме што програми има. Еве. Дека калкулатор, command prompt, notepad, paint, бравос, WordPad, on-screen keyboard, remote desktop connection, media player, sound recorder, volume control,
character map, clipboard viewer, font subs, keyboard layout switch, register editor, snapshot, task manager, device event viewer. Stvarno ovako ako će začitaš programi što gi ima i plus nekoj video što gi gledal, pa stvarno možem da kažem neka naliko na Windows XP, evo tukaj ima neko slikički ki gi vidime, mislim i pa da, evo nalikva, gledaš, evo browser otvoren, Mozilla Firefox. Evo, Paint od evo. Ovo je neka tema postavljena. Evo ga bez starta. Bukvalno klasičnija start. Bukvalno. Ovdje neko jazik, ne znam što je ga. Ruski, mislim, ona vrska. Evo da. Evo ga opet dok pada TV, evo ga crno da otvoreno. Mini TV, kartice, evo ga delotran. Be nalikva na Windows. Nalikva kako ne. Evo ga device manager. Znači stvarno nalikva na Windows. I sad kako se ponašao. Nemam instalirano, nemam test napravljeno, ne možem da kažem, ali barem po vašeg gledam. Stvarno liči na Windows XP, čeka da vidim šavara od sistemski resursi. Baš me interesira. Evo. Vika. RAM 64 mi je bilo preporačeno 256, dори 2400 MB процесор, što ima arhitektura x86 i x84, to je 64 Pentium i neko padac naše se proizvedeni. Znači FAT32 VGA. Evo je ovdje na prašanje da ima Can you React OS Run Windows Programs. I kažemo дека да. Имах тия за XP 2003. И сега може ќе го спуштам и ќе го пробам.